да го спомнаш Аллах Джелешану е многу убаво, но уште поубаво кога ќе го спомнеш Аллах Джелешану во момент кога ти се нуди или имаш можност да направиш нешто што Аллах ти го забранува и самото спомнување на Аллах Джелешану тебе те тера да се оддалечиш од тоа. Затоа што не му доликува на еден верник да му се оддаде на гревот, да му се предаде на гревот, знаејќи дека неговиот Господар го знае. Неговиот Господар го гледа и неговиот Господар знае се она што се случува внатре во него и тоа што го прави и во јавност и тајно. Да се оддалечиме од работите кои што Аллах Джелешану ги забрана, тоа е дел од богобојазливост. Богобојазливоста да го направиме она што се бара од нас како обврска и да се оддалечиме од она што Аллах Джелешану ни го забрани. И затоа еден верник не може да биде богобојазлив, не може да постигне висок степен на блискост до Аллах субханаху ва таала доколку во неговите работи има работи кои што Аллах Джелешану ги забрани. Овде ќе кажам дека верникот е човек кој што може да се случи да сгреши, но тие се такви верници што брза да се покајат кај Аллах субханаху ва таала за тоа што го направиле. И често пати со ибадетот, со учењето на Куран, со читањето на Куран, со следењето на сунетот на Мухамед салаллаху алейхи ва селем, тие на себе си даваат една духовна сила која што ги оддалечува од она што Аллах Джелешану го забрани.